Новиот градоначалник на Штип Сашо Николов со работа може да започне до крајот на оваа или најдоцна на почетокот на идната недела. Во меѓувреме треба да се почека на евентуалните приговори од останатите кандидати, пошто изборите во Штип и официјално ќе бидат прогласени за завршени. Па после избориве чекаме да добиеме официјалната реакција од Државната изборна комисија, да почекаме рокот на жалби според протокол, а понатаму продолжуваме со активно работење на изборниот процес. Николов за градоначалник доаѓа од функцијата пратеник на која беше избран во јули, меѓутоа во меѓувреме полни 3 години беше советник во Штипскиот совет. Веќе 3 години работев активно во комисиите и во советот на општина Штип. Запознат сум со текот на работите, функционирањето на општинските институцијски работи, така да ќе биде многу полесно во соработа со сите советници и од едната и од другата страна да продолжиме за активно разоболување и подобрување на нашата општина. Од многуте обврски кои според новиот градоначалник ќе имаат приоритет. Првиот приоритет кој што ќе го направиме кога ќе ја презам функцијата на градоначалник на Штип ќе биде формирање фонд, како се викам советот да формираме фонд за заштитни матки, бидејќи тоа е приоритетот за здравјето на нашите. Сепак дали во периодот од 10 месеци колку што има на располагање Николов планира на кадровски промени? Апсолутно имаме потреба да ги анализираме сите наши кадри кои што ги имаме во општината и во комуналните предпријатија. Там станува збор за исклучително вредни интелектуалци кои што со добра организација мислам дека ќе продолжиме ефективно и продуктивно да работиме во општината. Без оглед на плановите, сепак Николов има малку време за големи промени. Од 10 месеци ефективни се одвај 8, бидејќи веќе на 15 август треба да бидат распишани редовните избори кои се на 15 октомври. Во тој период од 60 дена речиси сите активности се сведени на минимум поради ограничувањата кои ги предвидува изборниот законник. Од тука сите потези на Николов треба да бидат не само брзи, туку и безболни за сите.